На самиот почеток, добар ден и добре ни дојдовте, доктор Агаи, во визита. Добар ден. Да. Поводот, причината, секогаш треба да зборуваме за здравствените проблеми кои што се околу нас. Не знаеме кога и како во текот на животот можеме да се соочиме со одреден здравствен проблем, но мозочниот удар заслужува и некакво посебно внимание, бидејќи е се почест во последно време, па дури и возрастната граница на луѓето кои што доживуваат мозочен удар е малку поместена. Се повеќе слушаме за луѓе околу 40-та, 45-та година кои што веќе се соочуваат со овој проблем. Што е мозочен удар? Мозочен удар како дефиниција би можеле да кажеме дека е изумирање на дел од мозочното ткиво, мозочните клетки, како резултат на пореметена циркулација. Имаме неколку видови пореметување на таа циркулација. Првиот и најчестиот вид е затнување на одреден или повеќе крвни садови на мозокот со обично дел од некое парче тром го викаме, кое потекнува обично од срце или е резултат комбинација на стеснување на крвниот сад со некој помал тром. Како последица на ова затнување на крвниот сад, одреден дел од мозокот не добива крв. Преку крв добиваме кислород и други хранливи материи кои се неопходни за функционирање на мозокот. И воколку остане тоа подрачје без циркулација, подолго од 5 минути настануваат и реверзибилни оштетувања кои се манифестираат во зависност од подрачјето кое е опфатено. Значи, воколку се наоѓа во делот кај што е центарот за движење на раце, на нозе, ке имаме одземеност на раката, на ногата, пореметување на говорот, може да има и други манифестации, пореметување на осетот за рамнотежа, може да има главоболки, слепило, делумно или потполно. Сето тоа во зависност од фактот каде и кој дел од мозокот е опфатен и од калибарот на крвниот сад. Тоа се така наречените исхемични мозочни удари со затнување на крвен сад. Постои и друг вид на мозочни удари кој е со крварење, односно со кога пука некој крвен сад во мозокот и како резултат на тоа пореметување на структурата на зидот на крвниот сад, настанува излегување на крвта во околното мозочно ткиво, што може да направи многу голем проблем. И на крај би сакал од оваа класификација да напоменам и еден така наречен привремен прекин на мозочната функција, тоа се транзиторните исхемични атаки, кои привремено причинуваат кај одреден пациент проблеми од типот на неможност да ја движи раката, неможност да зборува. За среќа, кај овие лица, тоа трае кратко, сад време, но тоа е многу озбилно предупредување дека нешто не е во ред со циркулацијата на мозокот и треба да се подитно преземат соодветни мерки за да се превенира некој поголем настан, катастрофален од таков тип. Така, значи, кај ова последното, симптомите сами си се повлекуваат, така, за брзо време, но не значи тоа дека се тука се завршило. Ова е всушност класификацијата и поделбата. Можеме ли тука да кажеме кој е почест, кој е поопасен, фатален или пак таква поделба нема потреба ни да спомнуваме, секој си е опасен на свој начин? Така е. Најчести се исхемичните мозочни удари, 80 до 85%, додека тие крваречките се околу 15 до 20%. Во исхемичните треба да земеме предвид многу фактори. Обично се јавува на постара возраст, кај лица што имат дополнителни некои моменти, ризик фактори ги викаме, како што е пушењето, претераното конзумирање на алкохол, шеќерната болест, покачениот крвен притисок.
не значи дека лица со овие болести што ги наброив мора да под секоја цена да добијат мозочен удар, далеку од тоа. Но многу е битен стилот на живење, начинот на справување со овие болести. Обично лицата кои се дисциплинирани и ги зимат на време лековите, одат на редовни лекарски прегледи, кај нив тенденцијата за појава на вакви мозочни удари е многу мала. Така, тоа се всушност ризик факторите кои што би довеле до мозочен удар Така. и луѓе кои што се со зголемен ризик. Да. Тука да го напоменам и стресот како дополнителен еден фактор. Еден хроничен стрес предизвикува и проблеми во така наречениот автономен нервен систем, што може да резултира со разни заболувања, како чир на желудецот, па константно покачен крвен притисок и други проблеми, и стресот, значи, како фактор дополнително ја зголемува можноста за појава и на други болести, но и на мозочен удар. Така, затоа велиме дека е многу важна превенцијата, ама за неја ќе зборуваме некаде во вториот дел на денешната емисија, за да ги добиеме комплетните информации како превентивно да делуваме. Се случува ли некогаш човек кој што никогаш не бил на лекар, мисли дека е комплетно здрав, одеднаш да доживее ваква фатална ситуација? На жалост, тоа се случува често. Ни доаѓаат пациенти било со крварење или со исхемични мозочни удари и добиваме податок од семејството: докторе, никогаш не бил на доктор, никогаш не бил болен. Да кажем, има 60 години. Во принцип, добро е еден пациент да има редовни прегледи, не да се претера со тоа, но сепак да се знае колку е крвниот притисок, од време на време некои лабораториски исследувања, да се провери шекерот во крвта, маснотиите. Со сето тоа, значи, пациентот ќе биде поспремен да се соочи и ќе биде поподготвен да знае на кои моменти да внимава, за да не дојде до таков несакан настан. Така. Кога веќе ќе се случи мозочниот удар, зошто се толку важни првите 3, 4, 6 часа, како што лекарите велат, за да се изреагира навреме? Да, првенствено кај исхемичните мозочни удари, кои настануваат со затнување на одреден крвен сад. Имаме можност да действуваме. Првите овие 3 до 6 часа, тоа се вика еден златен период, во кој со одредени лекови што вршат тромболиза, отчепување на тромбот, и можеме да го одзатнеме тој крвен сад и со тоа да овозможиме повторно да се воспостави циркулацијата. На овој акт треба убаво да се процени. Значи, треба итно да се пациентот подготви, да се диагностицира. Првенствено, како би била една постапка. Имаме пациент со, да кажеме, мозочен удар, кој западнал во кома. Прва постапка е проверка на виталните функции, крвниот притисок, пулсот, и воколку тие се во ред, одиме понатаму диагностицирање. Се врши обично компјутеризирана томографија, чија цел е да покаже дали има крварење или не. Оти концептот на лекување е сосема различит за едниот и другиот вид. Да се види за каков тип на мозочен удар станува збор, така? Воколку нема крварење, значи се работи за исхемичен, тој мозочен удар што е со затнување, и се планира проценката за евентуално одзатнување. Значи, не секогаш одиме со таа тактика, треба убаво да го процениме пациентот дали евентуалниот таков начин на лекување ќе носи повеќе корис од штета. Следниот чекор би била магнетна резонанца на мозокот, тоа е едно пософистицирано снимање,
и со една посебна техника, дифузија се вика, која овозможува уште во првите 3 часа да се види делот на мозокот кој е опфатен потенцијално со ударот, но кој се уште не направил штета. Значи, потребна ни е ова многу сензитивна метода за да се открие. Инаку, со компјутеризирана томографија, мозочниот удар може да се открие дури после 2 дена. Некои 36 до 48 часа, кога е веќе штетата направена. Да кажеме, идеален случај. Има пациентот исхемичен мозочен удар, се врши компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, проценка на севкупната здравствена состојба и се применува таа терапија што се вика тромболиза. Во најдобар случај тогаш ќе постигнеме одзатнување и функцијата на мозокот ќе се врати. Да напоменам дека за оваа работа многу е битно една тесна тимска соработка, каде што улога има и општиот лекар на време да ја открие состојбата, да го упати пациентот каде што треба. Понатаму радиологот со приказ на оштетениот дел од мозокот, понатаму кардиологот е многу битен, оти срцето како пумпа е одговорно за циркулацијата и многу проблеми потекнуваат токму од овој орган. И на крај неврологот. Значи, ова е веќе подрачје кое не е во моја област, јас сум неврохирург, неврологот во соработка со кардиологот ја проценуваат потребата од таа терапија, што се вика тромболиза. Сега го имаме другото сценарио, кај помал број од пациенти се јавува крварење во мозокот. Тука е лекувањето поинакво. Можеме ли да го оставиме за комплетно да објасниме може, за малку подоцна, за 10 минути, бидејќи ќе вклучиме неколку гледачи да ги слушнеме нивните прашања и да го слушнат советот и препораката од вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Секоја чест за докторот и за водителката. Ви благодариме. Од Повелете. 95 година сум со потрес на мозокот од сообраќајка, а сега во последно време се повеќе болки, нервоза, се тресам, шекер 23 качив и од дискотермија сум оперирана. Дали е можно да имам крварење на мозокот, зашто бев на уво нос и грло? И така да ми рекла дека има нешто проблем со мозокот и дали има потреба од снимки, кај треба да одиме. Ве поздравувам. Да, останете малку на линија. Господи, да ве прашам колку години имате? 60. Други заболувања, покачен крвен притисок, шекерот спомнавте, покачен ли? Да, висок притисок, шекер, биопсија на црн дроб имам. И со парализа се соочувам после операцијата и така да и во вратната кичма имам болки, слухот го изгубих, видот. Да. И се плашам да немам крварење во мозокот. Не треба да се плашите. Да, веднаш ќе слушнете, ви Не благодариме. треба да се плашите, господио, но секако треба еден добар преглед да се направи. Спомнавте потрес на мозокот дека сте имале. Тоа е веќе една состојба која поминала. Обично потресот на мозокот не остава последици. Кај одредени лица може да остане одреден тип на осетливост, но во принцип потресот на мозокот не остава последици. Спомнавте дискална хернијација на вратен орбит, тоа е еден многу чест проблем кој многу луѓе го имаат. Со тоа може да се живее при одредени состојби, треба да се оперира, но за тоа треба убава проценка. Вие имате покачен крвен притисок и шекерна болест, тоа значи треба малку повнимателно да се менаџира здравствената постојба, треба навремено земање на лековите,
од време на време да се измери притисокот, шекерот да се регулира со диета и со лекови во колку е потребно и да ви препорачувам невролошки преглед и по потреба колегата невролог ќе ве упати на соодветно снимање. Така, дали ќе треба и какво снимање да се Така. направи, да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден. Многу поздрав до гостинот и до вас, Ви благодариме. Варлиева. Јас пред 5 години имав многу висок притисок, 280 со 165. Тоа што добив затемнување, замаглување на левото око и веднаш знаев дека се случува некој излив. Дојде брза помош, ме зема, ме санирава, пиев сероксат од 30 и потоа терапија секојдневна. Со тоа што по 2 години ми се случи повторно во Рамстор бев и луѓето ги гледав само до пола глава. Веројатно некој пак мал излив сум имала. И многу често станувам со висок притисок. Притисокот не можат да ми пронајдат од што ми е. Те сум испитала, бубрези, срцето као во ред. А штом се појавува висок притисок, мислам дека нешто не е во ред. Или е на нервна база, или од овие стресови. Сакам да ми кажете што да сторам понатака. Еве, Сабајле сум станала 180 со 100. Понекогаш и од времето ми се случува. Да. Многу ви благодарам на одговорот. Имајте убав ден. Ви благодариме. Господјо, сега... Да ме прашате нешто? Не, во реде, благодарам. Тоа што сакав да кажам е дека сега навигуваме во подрачје каде што многу попрецизен одговор би можел да ви даде колега интернист, нефролог или кардиолог. Значи, покачениот крвен притисок. Постои така наречена есенцијална хипертензија, каде што не се знае причината за покачениот крвен притисок, изгледа тоа е кај вас случај, но сепак треба да се види, да се исцрпат сите диагностички можности, хормоналните тестови, невролошките тестови. Ви препорачувам преглед кај кардиолог и нефролог. Притисокот, покачениот толку висок притисок, навистина е штетен за здравјето и би требало, иако рековте дека до сега ништо не е откриено, би требало да се и понатаму тоа испитува и ако не се открие причината, лековите треба да се одредат прецизно, да се взимаат и да се држи под контрола притисокот. Тоа е најдобро што да можам нема да ја толку кажам. високи вредности како што спомена гледачката дека е многу висок притисокот, така речи си тој многу често. Првобитниот што бил пред 30 години што го спомна, да. тој лесно може да резултира со катастрофа, со мозочно крварење, дури и да нема нешто такво, сепак постои енцефалопатија хипертонична се вика, страда мозокот од толку висок притисок. Мозокот е мощно осетлив на сите овие вредности константни на гликемија, на шекерот, на снабдувањето со кислород и не би требало да го доведеме во таква ситуација каде што може да страда. Така. Тука, значи, контрола на притисокот дефинитивно треба една добра да се направи. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Да поздравам вас и докторот. Ви благодариме. На 59 годишна возраст сум, на 12 оваа година имав мозочен удар со диагноза церебрален инфаркт неозначено. Леже во болница 3 недели испуштена. Мислам, сега сум во добра состојба, меѓутоа имам некоја панична криза, психичка криза, навлезена во Страв, да. психичка криза. Страв да сум сама дома, да плачам,
А ако не можам повеќе од, например, од 100 метра, не можам повеќе да одам, добивам некој стрес или некој укочување и страх ми е да подам сама, например, на лекар или во продавница, со тоа што ќе не можам да стигнам. Моето прашање е како треба, лекарот, например, во болница рече сега треба да внимавате како. Јас не знам на што треба да се внимава или просто речено како ќе продолжи мојот живот понатак, како да го продолжам. Да, господио, многу убаво го поставите прашањето. Вие сте имале среќа, тој мозочен инфаркт што го спомнавте, очигледно не направил некоја поголема штета. Треба да се научите да продолжите да живеете, нормално дека имате страв, несигурност во секојдневието. Тука треба да изнајдете сила, да го надминете тој страв и да бидете упорни, храбри, секој ден еден чекор повеќе да направите за да продолжите со квалитетен живот. Треба да се спомене дека крвниот притисок и другите фактори треба да бидат контролирани под максимум. Ако се тие во ред, не плашете се, полека, постепено продолжите со живот. Не би било убаво во оваа фаза да имате некоја поддршка од некое лице при излегување, при шетање во почетокот, додека не стекнете една самодоверба и после постепено да си продолжите да живеете квалитетно. Така, доколку се контролира сето она што го споминавте, нема да има простор за грижа кај гледачката, иако нели стравот тука е неминовен, така заради доживеаната состојба да не случајно повторно нешто се случи, ама полека постепено веројатно и ќе се Тој страв е оправдан човечки, да се има страв после, тоа е во инстинктот наш за живење, но треба, ако е потребно, и помош од психолог, психијатар. Тука на еден начин во нашето поднебје се стигматизирани тие потреби од консултација со психијатар. Не, тоа е нормална појава. Нормално да се има страв после еден таков немил настан и треба да му се помогне на пациентот, односно на господијата, да и се помогне да го надмине тој страв и да продолжи да живее. Да, бидејќи несвесно или несакајќи може да се завлезе во друг проблем. Апсолутно. Така? Воколку се изолира, води пасивен живот, тогаш тоа се ствара еден зачаран круг каде што тешко ќе излезе од него. И ќе се створи тенденција за појава на други болести. Така, да. Затоа храбро нека зачекори во животот, нека се соочи, убаво да има поддршка барем во почетните денови и постепено да се ослободи од тој страв. Така, она што секогаш и вие лекарите го велите, нели, од самиот пациент ќе зависи каков и колкав ќе биде периодот и на опоравување и на рехабилитација после секаков и каков било здравствен проблем. Така е. Јас може да дадам и едно, да кажеме, мое искуство. Сега имаме толку можност и на интернет да добиеме толку корисни информации. Имате на YouTube разни вежби за одредени популации. Нормално би било убаво првенствено да започнете под надзор на физијатар, физиотерапевт со одредени вежби и натаму да продолжите и сами во домашни услови, а најубава вежба е шетањето. Така, да. Да ги слушнеме и граѓаните кои што ние ги анкетиравме токму на оваа тема за која што зборуваме, мозочниот удар. Дали знаете дека мозочниот удар е еден од најчестите причини за смртноста и дека е поместена старосната градица, тоест се повеќе млади луѓе веќе страдаат од мозочен удар? Да. И пред 40 години, така барем кажуваат. Друго што да ви кажам, знам дека е голема, меѓутоа колку дали е поголема не знам од другите болести. За жал последно време се повеќе е така. Да, реков се повеќе. Че не се само ние стари лица веќе. Не. Или луѓе над 50 години. Да, јас имам тумор, ама живеам 70 години.
На колку години сте сега, господи? 70 години. 70 години. Да. Колку време живеете со оваа болест? И па јас кога се оперирав на ортопедија, имам 5 операции на ногата. Прво туморна коцка, па после уште еднаш рецидив, после тоа се скршија штрафови, после тоа паднав, скршив колк, па операција, па после скршив жена да се скрши и тоа беше 5-та операција. Сега не можам да одам ни еден чекор сама, имам помагала. Ама за тоа си добивам други болести. Поминавте Невропати. така. Што дали поминав? Дали поминавте ни сите оние процедури, терапија и рехабилитација? На тумори нема терапии, Така? нема бањи, така да од болница дома. Болница дома. И тоа е Како сега се чувствувате? страшно лошо. Затоа што, ете, тогаш ми открија. На операцијата кога паднав и го скршив колкот, ме однесува на операција, јас паднав у кома. Кога ме снимиле тумор на мозок. А кирка ми е докторка и викам, кажи ми каде е туморчето и колкаво е. Она вика цела глава. Само ти е многу плиток, нинче не се секирај, ке живееш уште многу долго. Дај Боже да е така. Нема веза, немам пречки, ништо од тоа. Одлично си функционирате, нели? Сите оние домашни потреби секојдневни си ги Сега обавувате. многу тешко. Одам по лабо, за шпорец, се факам, додека земам штака. Тоа е многу тежок живот. Меѓутоа, јас си ставам карминче, нели? Тоа е тоа. Свесни ли Сигурно. сте за тоа? Сигурно тоа е дека секирацијата што не те прави. Целосно. Една работа е што младиве луѓе сакаат и работа. Тоа е најтешкото што кај нас не се и толку интересирани за таа работа. Колку години имате вие, например, господи? Јас имам 77 години. Како ве служи сега за сега здравјето? Па добар сум до сега, раката има фудес. Скршена рака, заради тоа дојдов. Аха, вие лежите горе на травматологија. Да. Најчести ризик фактори за мозочен удар се висок крвен притисок, како што знаеме, високо ниво на холестеролот, шеќерна болест и прекумерна тежина. Дали ги проверувате и контролирате? Редовно. Пијам за триглицериди, нешто. Пијам за крвен притисок. Шекер немам, на граница некаде, меѓутоа не е над граница. Проверувам, затоа што еве стално сум на лекар. 1-2, јас сум тука. Ке мене да, али воопшто, слушај, целосно спрема она првото што рече. Така. Целосно тоа, секреацијана. Ке младиве и воопшто и ке стариве е тоа, да има еден среден живот, поинаков ќе. Така. Некој има овдека и некој и срадуваат. Јас сум задоволен со тоа, пензионер што сум, али тоа е најбитното ке луѓево. Дали може би имате искуство со мозочен удар? Вие или може би ваш некој близок? До сега не е тоа. Не е десено. До сега не е десено. Али целосно, ова работа е од секирација. Секирација. Стресови. Тресови, ништо друго. Тука е јас би замолил Така. во општо како Република Македонија Да помалку се нервираат. не да помалку, него за поќе да водит Кон подобро. кон подобро. Најпоќе ке младиве луѓе. Да може да. Само мало, извини. Така, ајде, ќе ве почекаме. Најразлични здравствени проблеми, најразлични животни приказни, доктора Гајка, и секого поединечно. Овде еве ќе го искоментираме она што господјата го спомена. Да, како што разбрав, била оперирана од тумор на мозок. На мозок, да. Јас се И се тоа восхитувам случајно откриен, така Да. како што кажа, да. на храброста, на подготвеноста да оди понатаму со животот. Но тука треба да се напомене еден момент колку како општество сме во состојба да им помогнеме на тие луѓе.
да се поставиме во нејзина состојба. Доживеала тоа што доживеала, туморот е опериран, се надевам од тие бенигните што не би требало да има рецидив, но сепак кај нејзе се приметува страв, несигурност, каде понатаму. Шетаме по Скопје, каде ни се тротуарите. Колку тие луѓе, кога и здравите имаме проблеми да се снајдеме, или како велосипедисти, или како пешаци, камоли болните Луѓето со луѓе. проблем, да. Имам чичко во Германија кој на 5 минути од својот стан има парк, има пристап, има можности да функционира, да си ја одржува Тоа е кондицијата. местото каде што така ќе си се рехабилитира на Да. некој начин, да, без разлика со проблем или без. Од друга страна, овие пациенти барат подршка, не е доволно само операција и дома. Треба интензивно, физикално да се работи. Целта на физикалната терапија не е само да се овозможи телото да функционира, туку и да се стекне самодоверба, за да се врати во секојдневието. Понатамо има и други облици има работна компензација, има ресоциализација, има разни начини на кои пациентот се стимулира да се врати во секојдневниот живот, да зачекори храбро и да ја заборави болеста. Тука ни недостасуваат тие моменти и затоа не е ни чудо што луѓето се плашат. Не е доволно само операција и средено. Така, не завршува Има тука се многу повеќе работи треба да се направат. Онаму каде што застанавме пред да ги вклучиме и нашите гледачи, лекувањето на мозочниот удар со крварење. Така. Она што треба да го Да, слушнеме. тоа е конкретна неврохирушка тема. Има неколку видови, зависно од локализацијата. Има помали мозочни крварења кои не се оперираат. Да напоменам дека не секое мозочно крварење се оперира. Тие што се во длабоките делови од мозокот не се оперираат. Кандидати за операција се пациентите со поголеми мозочни крварења кои се површно сместени и вршат притисок врз другите структури на мозокот, како и крварењата во предел на малиот мозок. Имаме индикации јасни кога треба да се оперира. И со овие операции можеме многу да им помогнеме на болните. Постојат крварења од вродени некои аномалии, како што се аневризмите и артериовенските малформации. Тоа е веќе типична една хирушка болест. Треба да се детектира, да се открие причината на тие крварења со соодветни снимања и во колку се воспостави таа диагноза, тие се решават хирушки или во последниве 20 и повеќе години и преку ендоваскуларна метода со коилирање, така наречено, која и во Македонија последните 10 години почна полека да се применува. Значи, во зависност од конкретниот тип на крварење следи и соодветното лекување. Многу е битно за исходот на лекувањето, возраста на пациентот, придружните болести. Ако еден пациент бил на антикоагулантна и антитромботична терапија, тоа тенденцијата за крварење е поголема. Тука треба многу да се внимава и во тек на операцијата, хемостазата, после да се воспостави контрола врз крвниот притисок и на крај после лекувањето пациентот да се усмери понатаму со овие чекори што ги напоменав, физикална терапија, ресоциализација, охрабрување, психичка поддршка и така натаму. Така. Превенцијата и за да не дојде до мозочен удар, но и превенцијата, се извинувам, е многу важна кај веќе доживеан мозочен удар да не дојде до негово повторување. Така е. Кои би биле препораките и советите, иако низ целата емисија јас мислам дека ги споменуваме често за да можеме да ги запаметиме и да ги применуваме. Превенцијата би била таа што секојдневно ги гледаме во дневниот печат, на емисии разни, на интернет,
здрава исхрана, здрав живот. Што битно е, зошто е битна здравата исхрана? Се ствара помалку тенденција за страдање на крвните садови. Доколку имаме здрави крвни садови, ако циркулацијата е добра, шансите да се случи некое крварење или исхемија се минимални. Или запушување, захнување. Доколку вежбаме редовно. Многу е битно да вежбаме, да пешачиме. Денешниот живот се сведува на предолго седење, кое не е здраво и ствара тенденција за многу болести. После 50 години, доколку не ја одржуваме нашата форма, тука се и индивидуалните карактеристики. Некој повеќе ќе страда, некој помалку, но сепак и обсесија е, се повеќе луѓе гледам дека вежбат, ја сватиле пораката на здравиот начин на живење, си вежбат, си шетат, внимават на одржувањето на телесната тежина, на исхраната, и тоа е најдобриот начин на превенција. И високиот крвен притисок кој што мора да се контролира, бидејќи е меѓу главните причинители барем кај мозочниот удар со крварење. Секако. Тоа е битно и пред да се случи, а посебно после тоа, да се внимава да не се створи тенденција повторно да настане некоја таква катастрофа. Така, доктор Агај, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метео 5 прогнозата за времето во текот на денешниот ден, потоа вестите во 11 часот, а веднаш по нив продолжуваме со визита.